Добро утро назад во утрински брифинг. Денеска е 13 февруари. Јас сум Сашо Ордановски. Наполовина сме од вториот месец во годината, а 13 февруари малкумина знаат дека е меѓународен ден на радиото. Во 2011 година всушност УНЕСКО го прогласи овој ден за радиски ден низ целиот свет, бидејќи радиото, верували не, е се уште еден од најслушаните, всушност е најслушаниот медиум од оние класичните низ целиот свет. УНЕСКО повика да се сочува, да се одржи, да се унапреди различноста преку радиските фреквентни бранови, не само во програмата, туку и во составот на редакциите, составот на уредничките и новинарските тимови и така натаму. За оваа прилика јас имам особено задоволство во нашето мало скромно студио да ни гостува Дарко Гелев, познат како Брейк, нашиот не само добар пријател, бидејќи како што знаеме, утрински брифинг се пренесува секој утро на фреквенциите на Клуб ФМ. Едно од радијата кој што е во собственост на Дарко или на Брейк, ќе кажам. Брейк, мислам дека тоа ти нај. Ти си собственик на дури 3 радиостаници. Сити, Клуб ФМ и Метрополис. Во овој бизнис си веќе 20 на години, иако некои од нив се 10 на 15 години стари од радиостаниците. Брейк, како изгледа во 2020 година си собственик на радија? Па би било чудно, би било клише некако го кажам тешко, но тешко е нормално за такви времења, не само кај нас, туку и секаде глобално е комплицирано, посебно маркетингот секогаш допира со најмала најава на некаква криза, стопира маркетингот, застанува и внимателно ги трошат клиентите парите. Со други зборови, само да појаснеме на почеток, ради Агенција за аудиовизуелни да немаме да нема недоразбирања, сесијата во рамките на закон како јас сум собственик и кои се партнери внатре. Се разбира, со партнери и со други така натаму. Сите сме ентузијасти таму, неверојатни залюбеници во колку луѓе се врзани околу овие 3 радиостаници? Во 3 радиостаници се 63 моментално работиме на проект 4. Има една нова група на ентузијасти кои сакаат да бидат дел од нас. Трите радиостаници сегашни, Цивил, Клуб ФМ и Метрополис, се веројатно најурбаните станици во Македонија, иако имате и конкуренција која исто така се разбира на тие бранови, должини, урбани и така натаму. Четвртава радиостаница кај што сакате да се проширите, друг концепт? Друг концепт, друг сегмент кој не сме го фатиле до сега, кој некако срамежливо е третиран од некои други радиостаници кои во моментот да не најавувам премногу, тоа ќе се надеваме дека би било некаде од септември, октомври. Што сака да слуша македонската радиска публика? Прво се слушаат ли радијата? Се слушаат радијата, медиум кој знаете како помалку сетила работи, не им треба вид. Кога ни викаат ја можам во кола и ми е убаво да го слушам во кола. Ми е убаво додека работам. Немам комплетно, не ми го одзема вниманието. Сега, пазете, информациите кои преку радиото стига до популацијата и преку телевизијата, се разбира, има огромна разлика. Сигурно. Но таа магија ние си ја сакаме и си ја негуваме да допираме до луѓето преку музика и да допираме со звук. Ние велиме дека утрински брифинг е телевизија што се слуша и реално, бидејќи ние го негуваме тој концепт, ние одиме на видео платформи, одиме на социјални платформи каде што се разбира има голема видео содржина, односно се гледа ова што го разговараме. Концептот би требало. Пред 2-3 недели почнавме да се емитуваме и на Клуб ФМ. Вака се пријателско прашање, ама и отворен одговор. Што се реакциите? Бидејќи претпоставам дека упаднавме во една програма која Клуб ФМ како едно исклучително урбано скопско радио се имаше од Сабајле со своји содржини, со своја публика, со своји слушатели и ви го пореметивме ли многу денот? Генерално се позитивни. Има коментари од типот, бидејќи Клуб ФМ беше секогаш кај нас во нашиот концепт порастеретен од говор. Имаше повеќе музика, помалку говор. Сега ми се допаѓа што терминот е погоден. Значи, на клаберската наша... тебе ти се допаѓа, а ние стануваме во 6 Сабајле, за да го погодиме терминот. Јас исто, последниве 20 кусор години, 6 Сабајле. Има позитивен импакт, има. И на радиото, и се надевам и на вас, на целиот концепт има позитивен. Ги следите ли во радијата овие препораки на УНЕСКО за диверзификација, за разноличност на програмата, на составот на луѓето, не само во джендер, значи не само во полова смисла, туку во сите овие,
да кажем, модерни идентитетски, мултиидентитетски... Ги следиме од ден број 1. Дури за мое задоволство наидовме на... Да, не можам да кажам дека беше тоа проблем, но беше една сериозна полемика се отвори. Бевме нападнати со наши... Ние честопати правиме, создаваме кампањи кои дали се за gender equality, дали се за не знам, семејно насилство, против семејно насилство. Една таква, од еден таков вид направивме и бевме сериозно поднападнати од Да, беше многу провокативна, памтам минатата, преминатата година кога Знаете беше како се залепија, бидејќи беше поврзано со жената, темата беше. Но ние бегавме од тоа. Нашата намера беше да се да потенцираме карактеристика човекова, значи особина човекова. Сега во таа кампања се погоди да поголем биде, како се вика, емфасаиз на женскиот дел. половата припадност и тука бевме нападнати од сите страни, што и мене ми се допадна. Ја имав, ми стигаа мејлови, ни стигаа коментари по целиот свет од доста од жени кои се на доста големи функции, кои се веројатно се пронајдоа во таа кампања со позитивни коментари. Викаат, окей, зошто да не? Ние, нашата цел е да отвориме разговор околу тоа. Ајде да видиме. Оние луѓе кои најмногу не напаѓаа, беа повикани да гостуваат во нашите емисии во радиостаниците, ни еден од нив не се појави. Јас го памтам тој период стварно беше бурен, бидејќи бевте истурени на еден фронт на практично, мислам дека имаше и прилично лажни обвинувања во смисла на тоа се претеруваше на различни начини, иако и вашата кампања беше прилично провокативна. Малце беше, да. На работа, на крајот на криштата предизвикавте полемика. Создаде импакт голем, да. Да направевте just another, што се вика. Така, и што е најинтересно, 99% од кампањата беше осмислена од жени, беше имплементирана од жени и беше цврсто држана да оди во етер од истите тие кои работат кај мене. Знаеш, да продолжи, не ја прекинувај бректе, молам, не ја прекинувај. Луѓе викам, гледате што се случува, можеме да стигнеме до некои судски чудеси, што не е убаво да... Не ја прекинувај, ние ќе слеземе на суд, ние ќе се објаснуваме. Што е прайм тајм денеска во радијата? Нема прайм тајм. Како што не се знае кога е гужва во центарот на градот. Цел ден е гужва, така да нема некој прайм тајм. Генерално го третираат до кај 19-20 часот и после повторно има во ноќните термини, доколку имате емисии говорни. Има ли публика за сите тие радија на фреквенциите? Има. Секој се пронаоѓа во некоја Си се пронаоѓа, интерактивни се слушателите, си бараат, секоја промена ја коментираат, што ми се допаѓа конкретно сега, што ви текна да пуштате вакво информативно вона, иако е прекрасна емисија, е супер емисија, ви се вклопуваат. Вие ги пренесувате и вестите на Радио Слободна Европа. Тие на Метрополис, да. Така, на Метрополис. Има радија кои што ставија камери во своите студија. Ти Брейк размислуваш за така? така Па не малку ќе ми се чини дека ќе сме коментирале многу пати, би го направиле тоа за конкретни емисии, но се губи магијата. Самите водители, самите техничари, самите вика сакаат да не бидат видени. Остај оваа магија, вика да ме замислат како изгледам. Не сакам да ме гледам. Значи зад гласот да немаат конкретна слика, туку некаква да се создадат сами. Брейк, не можем да те пуштам во студио да не те прашам што спремаш на музички план, бидејќи си ти сепак еден селебрити во музичкиот свет по Македонија, вака со една патина веќе, нели така, во однос на овие млади веќе доаѓаат. Најинтересно беше прашањето на кое би одговорил, како што ми постува, дали снимаш нешто? Снимав шеска, заблекам се, јас скоро имам снимка. Операција осмица. Музиката е задоволство кај мене. И мора да моментите кога творам, било како, дали е со текст, дали е со музика, дали само снимање на некој готов материјал, ми треба инспирација, ми треба слободно време, ми треба влезам во студио, што Митевски, например, кај него ги снимам, ми става слика од Bono Vox, вака ми гаси светла и еве ти едно виски, две и почни да снимаш. Ми фали, немам доволно време за тој амбиент. Дарко Гелев Брейк, благодарам за ова прекрасно утринско гостување. Ние сме на програмата на Клуб ФМ, а ја ги повикам сите да, откако ние завршуваме, да си продолжат да си слушаат и Сити радио, и Метрополис, се разбира, и Клуб ФМ. Сега имаме во следната прилика, веројатно не до следниот радески ден. Благодарам на поканата.